може да се направи share screen вик? Сега би требало да можеш. Ајде. Сега. Вака, дали го гледате скринот сите? Да. Се гледа скринот? Да. Овој тука? Да. Да. Добро, значи ајде сега ќе почнеме. Ќе одиме по оваа агенда. Ќе ви се представам, ќе ви објаснам што е софтвер тестинг, зашто ни треба софтвер тестинг, како тестираме уствари, некој си software development life cycle, кога стапува на сила тоа тестирање, каде што ние тестерите како сами тестери си ја вршиме работата и кога доаѓаме на сила, типови на софтверско тестирање и ќе поминеме низ неколку прашања што до сега што сум ги зборал со луѓе и ме прашувале мене стрикно за професијава и за академијава и потоа секако кој има нешто да праша слободно нека си праша. Вака, значи јас сум Стефан Милановски, имам 25 години, работам како софтвер тестинг инженер веќе 4 години, повеќе од 4 се уствари. Во Ендај едноставно сум онака пресреќен со мојата професија. Секој пат сум отворен за дискусии, сакам многу да помагам и дур работам во Ендава, сватив дека и сакам многу да предавам и затоа сум тука денеска. И ова последно во How did Stefan get into the software testing sphere, мислам дека ќе биде многу интересно да ви ја раскажам мојата приказна, пошто некако луѓево сите кога си ја бираат професијата, ако не тргне работава уште од почеток, многу се откажуваат, многу се повлекуваат, па затоа ќе ви го споделам моето искуство. Кога почнав ја на факултет прва година, онака бев скроз збунет, не знаев што сакам да ми се случува, не знаев воопшто дали сакам да кодирам, не ни сваќав многу кодирање. Едноставно бев изгубен. После тоа дојдов во втора година каде што имав многу добар професор по Java, по кодирање. Едноставно он некако ми ја разбуди љубовта во целиот IT свет, во светот на кодирање и тие ствари. Ама во втора година се уште некако бев, не знам, се уште бев збунет, се уште не знаев дали сакам да продолжам, дали го сакам тоа што го студирам и слично. Опа. И кога дојдов во трета година на факултет, имавме една асистентка што моментално ми е колешка мене. И таа асистентка мене буквално ми ја разбуди љубовта за софтвер тестинг, пошто од секој пат сум бил човек што сака да наоѓа проблеми, ако проблемите се постоечки, на некој начин да понудам решение за истите. И некако кога се запознав со софтвер тестингов, сватив дека ова е тоа што сакам да го работам, интересно е, не е монотонно, цело време има човек начин на кој што може да напредува, начин на кој што може да расте. И едноставно тоа е тестингот, цело време пронаоѓате проблеми, нудите решение за истите и не давате некако да ви клизне работата низ раце. И сега кога дојдов ја трета година, таа асистентка буквално сватив во трета година, ја сватив разликата меѓу добар професор и лош професор, пошто во прва година немав некои многу добри професори. Некако сите доаѓаа да предаваат колку да биде предадено и не беа многу внесени во целиот тој процес на учење и на предавање. И кога дојде асистенткава, некако буквално ми ги отвори хоризонтите на тоа како треба да се однесува професор, како треба да се сака професијата и како треба едноставно да се пренесува знаењето на студентите. И буквално ради нејзе, веќе сум 4 кусур години во фирмата, кај што е и она колешка ми е, како што кажав, се заљуби во софтвер тестирање и едноставно го кажувам примеров, пошто во прва година буквално бев скроз изгубен, не знаев што сакам, не знаев ни дали сакам тоа да продолжам да го студирам и еве сум некако сега каде што си ја сакам премногу професијата и од едно нулта ниво, дури под нулта ниво, стигнат сум до одредено ниво каде што сум среќен со самиот себе си, така да онака низ било каков процес на животот кај што поминувате, каде што не знаете што да учите и дали да учите нешто, првично пробајте го, не се откажувајте, пошто не знаете дали тоа може да ви се засвија или нема.
едноставно пробувајте во животот за професиите и ќе се најдете во одредена сфера кога тогаш. Вака се. Што е софтверско тестирање? Значи софтверско тестирање е уствари кога девелопериве ќе направат одреден продукт, некаква апликација, и сега таа апликација е подлежна на многу големи проблеми. Зашто? Затоа што и девелоперите се луѓе што прават грешки и апсолутно никоја апликација од постоење на IT светот до сега не е направена со онака да биде bug free без никакви грешки 100%. Затоа тука доаѓаат тестериве каде што ја зимаат таа издевелопирана апликација, ја гледаат и ја тестираат. И сега за таа апликација гледаат дали работи како што клиентот сака, пошто нели на крај на денот сите ние работиме за одреден клиент. И сега клиентот кога ќе дојде и ќе ни каже, аха, добро, сакам ваква и ваква апликација и сакам истата да се однесува според одредени критериуми кои што јас ќе ги поставам, девелоперите ја зимаат таа апликација, ја девелопираат и потоа ние тестерите гледаме дали таа апликација работи според requirementsот на клиентот, пошто ако не работи според тие requiremenти, клиентот нема да биде задоволен од истата. И ако апликацијата има многу проблеми, кога ќе дојде на продукција, односно кога тие крајните корисници ќе почнат да ја користат, и ние користиме многу апликации, и земете прост пример, не знам, некад YouTube кога сецка или Instagram или било што, ние сме незадоволни како крајни корисници. И затоа ние тестерите мораме да бидеме сигурни дека апликацијава функционира буквално безпрекорно, за кога ќе отиде на продукција, односно во официјална употреба, истата да нема проблеми и едноставно и девелоперите, и тестерите, и клиентот и крајните корисници да бидат среќни и задоволни од истата апликација. Сега зашто ни треба софтвер тестинг? Значи прва точка вика reducing the cost of the mistakes that developers make. Значи како што кажав, и девелоперите се луѓе прават грешки. Сега има одредени степени на апликацииве кога се девелопираат и тие првично се тестираат на одредена околина каде што таа не е официјална околина, не е продукцијска околина. И тука тестериве најчесто во првата фаза на тестирање, одма после девелопмент процесот, ако ги најдат грешките во пораните фази, тие грешки ќе коштаат многу помалце него тие грешки да се најдат на продукција. Зашто? Затоа што ако има одреден баг апликацијава и сега апликацијава е веќе на продукција, ја користат крајни корисници, имам повеќе јузери и апликацијава има одреден проблем каде што, не знам, пример, не може да се заврши payment процес на одреден продукт. И сега без тој процес крајниве корисници не можат воопшто да ја користат апликацијава. И апликацијава за да се поправи мора да биде бутната од околината. И кога ќе се бутне од околината апликација, крајните корисници ќе не можат да ја користат истата во одреден временски период. Тој временски период на продукција кошта многу, бидејќи во тој, ако има некоја конкуренција на таа апликација, времето во кој што еднава апликација е паднато, јузериве ќе се префрлат на другата, ќе почнат да ја користат и ќе си кажат, аха, оке, апликацијава не е стабилна, ќе отидам на друго место каде што ќе ми биде стабилна и ќе ми биде достапна цело време. И затоа тука софтверските тестери стапуваат на сила каде што ги кратат тие проблеми. Значи не кажувам дека не може да има проблеми на продукција и багови, туку тие багови што е можно порано да се средат е многу подобро. Втората точка е optimizing the application. Значи девелоперите кога ќе ја издевелопираат апликацијата, да, сите девелопери се трудат на тоа да биде најоптимизирана на цел свет, да биде најбрза и се тоа. Ама девелоперите и тестерите имаме некој многу различен мајндсет, значи различно влагаме на проблемите. Девелопериве си ја девелопираат апликацијата, ама барем во мое искуство, имало многу случаи каде што апликацијава дошла кај тестериве, кај нас и ние сме рекле, аха, добро, ова работи како што треба, ама пример не е доволно брзо. Пошто ние тестерите треба да имаме некој си мајндсет каде што ја посматраме
ја посматраме апликацијава од визија на крајен корисник. А девелоперите не го прават тоа. Туку они си се некако во свој свет ја девелопираат апликацијата и кога ќе дојде апликацијава кај нас, они не се ни свесни за одредени проблеми што има. И пример, ние тестерите кога ја гледаме апликацијава од крајен корисник визија, викаме аха, ова и ова е добро, но ова може да биде побрзо. И пример, секој пат е многу препорачливо ако тестерот види некој проблем каде што апликацијава не работи како што треба, ама не работи доволно добро, секој пат истата треба да се врати на девелоперот за да се поправи тоа. И секој пат девелоперите и тестерите треба да бидат онака во постојана комуникација, каде што едноставно во ист тим се мора да се соработува и тоа е тоа. Третата точка е improves product quality. Што значи ова? Значи еден продукт ако не е истестиран, значи не само во IT светот, било кој продукт на планетава Земја ако не се истестира како што треба, може да искочи у официјална продажба и да не си ја врши работата едноставно. И ако ќе се најдат сите багови и проблеми на продуктот и истиот тој продукт ќе се врати во фазава на девелопмент, односно на изработка, квалитетот на самиот продукт премногу ќе се подобри и кога ќе искочи тој продукт на продукција, на официјална употреба, крајните корисници ќе бидат многу посреќни него да имаат продукт кој што не бил истестиран, бил брзо издевелопиран или нека има тестинг, ама има многу, пример, јас сум сретнал случаи каде што некако дур софтверсково тестирање не беше толку имаше луѓе што форсираа како ај нека се издевелопира апликацијава и тестирајте вие она буквално на 2 на 3 да ја пуштиме апликацијава во официјална употреба и после пукало на продукција, имало проблеми, имало. Сега, мене тестирањето ми е најбитниот дел на апликацијата. Значи, покрај тоа што ќе се издевелопира истата, ако нема тестинг удел, значи апликацијава може буквално да пропадне многу брзо и многу лесно. И ние тестерите сме тука за да кажеме, окей, апликацијава ја бива или апликацијава не ја бива. Ние технички го имаме оној крајниот збор како тестери, каде што на целиот тим ќе кажеме може да оди ова не може да оди. Ние сме буквално последната врата на тој цел development процес. Четвртава точка е improve safety of the application. Safety е една од побитните работи на апликации, пошто знаете и сами у денешницава многу апликации подлежат на хакерски напади и тоа хакерскиве напади не дека се нешто ултра сложени, кој знае какви процеси имаат во позадина, туку едноставно има апликации што едноставно сервисите им се направени да се подлежни на не многу реквести и ќе има некој хакер што едноставно ќе влезе прелесно во системот, ќе пушта реквести, пример за плаќање на карти, ќе се надоврзам на претходниот пример. Ќе влезе некој јузер, не ни мора да влезе во системот. На некој јузер ќе проба да плати, не знам, 150 карти одеднаш. И сега ќе го блокира системов и ќе го укочи скроз да не може да функционира за другите јузери и сето тоа ако веќе било истестирано во тој тестинг, во таа тестинг фаза каде што девелопериве ја направиле апликацијава, доаѓаат тестериве и сега ја тестираме на, не знам, на 50 реквести, на 100 реквести, на 150 и сега викаме на 200 паѓа апликација. И сега ако ние не сме биле тука да кажеме дека апликацијава паѓа на 200 реквести, буквално џабе е правена апликацијата, кога апликацијата ќе отиде на продукција и на продукција може да се деси не 200, 500 реквести да има и ќе падне, ќе колабира цел систем ќе колабира. И затоа се вика дека ние буквално сме како тестери ја обележуваме сигурноста на апликацијата. Значи мора да помине низ тие проверки за сигурност. И последната точка е making sure that the end product fits the expectations of the customers and makes them happy. Значи, како што кажав, сите продукти имаат крајни корисници.
ако крајниве корисници не се стрекни, значи буквално можеме да кажеме дека џабе сме ја направиле апликацијата или не само апликација, било што. И затоа во цел тој девелопмент процес, кога ќе дојде клиентот и ќе каже сакам да имам ваква апликација, секој пат треба да му се прави, мислам не секој пат, почесто ако нешто видите дека не ја бива работава, многу е добро да се направи челендж на клиентот, каде што ќе му кажете аха, добро, вие вака размислувате, но ние мислиме дека може да се најде некое друго решение за овој проблем. И истото да го подкрепите со факти и аргументи зашто тоа може да се направи. И крајниот исход да биде крајните корисници да бидат среќни и задоволни од продуктот, пошто тоа е целта на сите продукти. Сега, како тестираме софтвер? Значи, ова е некоја нај-бейзик поделба на manual testing и automation testing, каде што академијава ќе ги покрие двете сфери. И сега, не знам дали сте слушнале, има мануелни тестери и има автоматски тестери. Ако веќе станете автоматски тестери, што ќе имате можност после академијава, вие ќе знаете да тестирате и мануелно. Сега, што е разликата меѓу мануелно тестирање и автоматско тестирање? Значи, мануелно тестирање е кога имаме некаков продукт пред нас, да земеме прост пример, веб страна. Таа веб страна ние нас на компјутер отворена и сега ние треба да ја истестираме. И сега има одредени таскови каде што клиентот ни кажал нас странава сакам да прави ова и ова. И сега ние ја отвараме странава и почнуваме да ја кликаме. Претходно правиме сценарија како да ја истестираме истата и ги читаме после тие сценарија и буквално зимаме и ја кликаме и внесуваме инпути со маус и тастатура. Тоа е одсегот на мануелно тестирање. Момент како што е сега ситуација во IT индустријава, да постојат мануелни тестери и се наоѓа мануал тестинг работа, но сите некако одат да се надградат, пошто разликата меѓу мануелен и автоматски тестер во знаење е прилично голема и автоматските тестери моментално се многу поценети на пазарот и секако многу поплатени. Сега, што е автоматски тестер? Значи, автоматски тестер е човек што куца скрипти, односно девелопира код, што тестира код. И затоа ја буквално кажувам дека и тестерите се девелопери на некој начин. Бидејќи и ние куцаме код, но логиката по која што одиме, како што кажав, е од end user перспектива. Не е онака да издевелопираме апликација, туку размислуваме од аспект на како да ја истестираме истата, само што акциите што би ги направил мануелниот тестер преку тастатура и маус, автоматските тестери пишуваат код за сите тие акции да се направат. Дали имате некое прашање околу ова? Дали ви е јасна разликата? Дали сте слушнале за мануелно, за автоматско тестирање? Океј, слободно иначе прекинете ме ако имате некаде прашање, ќе продолжам ја понатака. Сега, ова е тој software development life cycle и што ќе ви го објаснам постепено како оди, чекор по чекор, и кога уствари стапуваме ние на сила како тестери. Значи, првата фаза, оваа discovery фаза, е буквално кога клиентов доаѓа и кажува, наоѓа одредена фирма, одреден тим и на тој тим му кажува дечки, јас сакам да направам некаква апликација. И сега тимов со клиентов седнуваат на маса, се договараат каква да биде таа апликација, како да биде искодирана, ја планираат апликацијата, кога да искочи на продукција, даваат одредени рокови до кога да биде готов овој дел, оној дел, и потоа следната фаза е дизајн фазата. Дизајн фазата е технички фаза кај што софтверов почнува да се девелопира. Значи, ги имаме више готови requiremenти од клиентов, знаеме што треба да се прави.
само што не е ништо издевелопирано. Сега, во дизајн фазава, тоа се дизајнира, значи буквално се зима лист, или има одредени графици и софтвери на компјутер секако, и, пример, викаме, за оваа апликација ќе ни треба фронтенд. Фронтенд е тој user experience, како ќе изгледа страната визуелно, што ќе има на нејзе, како ќе работи, дали ќе има плави копчиња, дали ќе има црвени копчиња и такви работи, дали ќе има поврзано сервисот, апликација, колку сервиси ќе има, како тие ќе бидат, ќе комуницираат едни со други, па тие сервиси треба да сторнуваат работи во датабаза, па каква да биде датабазава и такви работи. Третата фаза е development фазата, каде што ние по тие графици, односно девелоперите, не тестерите, каде што девелопериве по тие графици гледаат и тие графици се расцепкани на помали таскови и девелопериве земаат таск по таск и куцаат код, односно ја кодираат страна. И сервисите ја поврзуваат со база и сето. Сега, ние тестерите доаѓаме на сила во четвртава точка, каде што девелопериве не имаат дадено готов софтвер, не истестиран, и ни викаат, дечки, ова треба да работи вака и вака. Ние ги гледаме сите тие графици, учиме како треба да работи софтверот, пошто не можеме да тестираме на слепо. Значи, тоа е факт. Затоа, секој процес, секој девелопмент процес, мора ние да го почнеме уште од почеток. Значи, тестерите се вклучени во целиот тој software development life cycle уште во првата фаза, discovery. Значи, и тестерите се вклучени во тимот, зборуваат, даваат предлози, значи, кога ќе се вработите како софтверски тестер во одредена фирма, ваша задача нема да биде само да тестирате софтвер. Значи, вие мора да бидете активни во дизајнот на тој софтвер, да давате предлози, да давате мислења, буквално кога се работи во тим, секој со секој мора да комуницира и да биде во постојана комуникација, пошто ако нема некоја хармонија во тимот и ако секој прави тоа што сака, без да знае од почетокот како било истото испланирано, многу време ќе се изгуби после тоа кога ќе дојде тестеров, ја гледа апликација и вика што да правам сега. Он тотално не бил вклучен во ниеден процес претходно и сега нема да знае што прави. И кога ќе дојде апликацијава во тестинг фазата, претходно е договорено, пример, не знам, клиентот вика сакам за 20 дена да ми биде готова апликација. Сега, за тоа тимов седнува и дискутира, окей, дечки, дали е возможно да се направат, да се искуца фреймворк со автоматски тестови за 20 дена. И сега некој ќе каже можно е, некој ќе каже не е можно, па се дискутира зашто не е можно, зашто е можно, и тестерите се договараат со тимот како да пристапат на целиот тој процес. И сега, пример, ќе се договорат да оди апликацијава само со мануелно тестирање. Па после се пишуваат сценарии, бидејќи не може цел тој да ни даде некој цела апликација и да ни каже ај тестирај сега. Значи мора таа апликација да биде исцепкана на многу помали делови, каде што тие помалечки делчиња ќе се тестираат еден по еден. Не можеме ние цела апликација да ја истестираме одеднаш, значи не е возможно. Колку и да е мала апликацијата, мора да се расцепка. И во таа фаза кога ќе се договори со какви тестови, пример, дали мануелно, дали автоматски, па ако е автоматски, во кој јазик ќе се куцаат тестовите, кога ќе се биде се тоа договорено, во четвртава фаза тестерите доаѓаат, ја тестираат апликацијата и потоа апликацијава кога ќе добие зелено светло од нас, викаме, окей, добра апликацијава, стабилна е, нема багови, може да оди понатака, се дешава оваа петава фаза релиз. Значи, најлесно за да ви доловам што е релиз, сигурно сте добиле нотификација на мобилен телефон за апдейт на софтвер. И што е тој апдейт на софтвер? Значи имало некој баг можеби или се додава некој нов фичер. И сега апликацијава кога е на околина, на environment, мора да се апдейтне. И затоа се добива апдейт, софтвер апдейт,
каде што вие на телефонов го прифаќате и ви се апдейтира апликација. Тој процес се вика релиз, каде што се релиснуваат, се пуштаат нови работи на апликацијата. После тој релиз, пошто има апликации што пример константно се надградуваат. Као цело време има нови работи, но има и апликации што не се надградуваат константно. И шестава точка е maintenance. Значи мора да има одреден тим на девелопери и тестери кои што ќе ја одржуваат апликација. Пошто апликација ако не се апдейтира и има само една причина зашто постои, значи мора некој да ја одржува таа апликација, бидејќи ако не ја одржува може ќе пукне на продукција, нема да има тим кој што ќе каже луѓе, знаете, падната е апликацијава, дај да ја средиме. И затоа оваа шестава точка е исто така многу битна. Сега, типови на софтверско тестирање, the ones that you will use the most. Значи овие се, значи да пишете на интернет types of software testing ќе ви искочат милион типови на софтверско тестирање, дури е онака абсурдно колку многу има и ниеден софтверски тестер не ги знае сите, буквално. Сите се специјализирани во одреден тип на тестирање, но оваа поделба што ја имам ја направено е таа што сметам дека е најкористена, таа што јас сум ја работел до сега и таа што мислам дека на вас ќе ви треба највише. Значи имаме backend тестинг и frontend тестинг. Дали знаете што е разликата меѓу backend и frontend? За да ви објаснам. Ево, ќе ви објаснам во секој случај уствари. Значи frontend тестирање е тој user experience, ние како луѓе што го имаме. Пример, влагаме на некој сајт, пример еве YouTube. Отвараме YouTube и YouTube има одреден изглед. Значи има на едно место стојат клипчиња, на друго место има recommendations, па description, па наслов има, па колку трае видеото и такви некои ситници. Значи тоа се вика user experience, тоа е frontend. И не сите апликации имаат фронтенд, ама повеќето имаат фронтенд дел, кој што мора да биде истестиран. Пример, кога имаме фронтенд тестирање, ние мора да знаеме, пример, тестерите на YouTube, они имале некаков requirement документ каде што знаат дека каде ќе стои видеото на скринот на телефонот, да кажеме. Каде ќе стојат тие што се recommendation видеа од десна страна. И сега, кога тестеров вика има requirement од десна страна да ми бидат recommendations видеата, во средина да ми биде тоа видео што оди, да има видео во наслов, да има колку трае и некои такви ситници, тестеров доаѓа и тоа го гледа на тој фронтенд. Каде е позиционирано видеото? Дали насловот е на правото место, дали насловот, бојата на насловот на буквите е како што треба, дали големината на буквите е како што треба. Има одредени ситници во тој фронтенд каде што мора да се пазат, бидејќи пример фонтот може да има requirement да биде, не знам, карикирам 20. И се разлика меѓу 20 и 22 фонт не е многу голема, но ако клиентот кажал 20 сакам да ми биде фонтов, 22 е неприфатливо. И сега, кога се тестира фронтенд, ние како тестери треба да бидеме многу внимателни. Не може она да биде на брзински да се помине таа работа. Онака треба да пазиме точните вредности кои се. Истите да ги истестираме. А што е бекенд тестирање? Значи фронтенд тестирање ќе го заокружиме како тестирање на user experience, на тоа што го гледаме. Значи тоа што го гледаме, тоа го тестираме. Сега, позади секоја фронтенд апликација стојат сервиси што работат во позадина, односно што ние тие сервиси не ги гледаме. Пример, сервисот може, од YouTube има одредени видеа што ги покажува од страна, тие видеа ги вади од датабаза. Сега, фронтендов ќе ги покаже тие видеа само ако сервисот искомуницира со базата, ги извади видеата и ги стави на фронтендот. Технички бекендот е тоа што не го гледаме, тоа што се случува во позадина на секоја можна апликација.
технички бекендот комуницира со датабазата и комуницира со фронтендот. Без бекенд апсолутно ни една апликација нема да работи. И бекендот се тестира на многу по-различен начин од фронтендот, бидејќи моментално се користат API повици, реквести и се тестираат тие реквести. Каква дата вадат од база, дали е точна датата, па каков тип на реквест има и тоа. Дали имате некое прашање за ова? Добро. Сега. Ова се прашања со кои што сум прилично сигурен и што сум ги слушнал, што ми биле мене лично поставени и што сум ги слушнал многу луѓе да ги поставуваат кога некако биле недоволно одлучни што да изберат во животот, дали да го изберат овој софтвер тестинг делов и моментално валја ги пратите трендовите. Последниве неколку години има многу програмирањето има буквално бум. И е многу платено, интересна професија каде што треба човек да седне, да научи, ама мојата дефиниција за програмирање и општо како за софтвер тестинг е следната. Најтешко е да се седне и да се научи и да се свати нешто. Кога ќе се свати нештото, понатака станува само полесно и полесно. Буквално кога ќе се вработите прв пат, по некоја логика работите како што се унапредувате, како што одите нагоре, работите треба да стануваат потешки и потешки, ама во оваа сфера интересното е што стануваат буквално се полесно и полесно. И затоа, мој личен совет за било кој што влага во IT индустрија, во светов на кодирање и на софтверско тестирање, е максимален фокус на почеток дур се учат работите. Бидејќи ако некако нема фокус на почеток, може многу лесно да клизне работава и потоа да се најдете во одредена несакана ситуација, каде што ќе си речете не учев на време. Имате шанса многу голема моментално, бидејќи се уште е во подем IT индустријава, особено софтверско тестирање. Значи, софтвер девелопмент е од поодамна и да, секако многу е платено и се тоа, ама софтверсково тестирање, особено автоматското, моментално е многу барано, значи премногу барано. И ако го усовршите истото и ако го научите, буквално нема да има зима за никој од вас. Сега, прво прашање е и software testing easier than software development. Сега, преска направивме поделбава на мануелно и на автоматско тестирање. Мануелното тестирање, можам слободно да кажам дека е прилично лесен процес, но многу луѓе го мешаат, односно одат на кај тестингов, пошто мислат дека е полесно од софтвер девелопмент. Мануелното тестирање да е, но кога човек тестира мануелно е многу ограничен. И пример, не дека не може да се најде работа како мануелен тестор, има работа, но како што кажав сте поограничени и ама е полесно. Додека пак автоматсково тестирање буквално е девелопмент, само од поразличен аспект и гледишта на целокупната ситуација. И дали на прашањето дали софтвер тестинг е полесно од софтвер девелопмент, мој личен одговор е зависи. Ако сакате да станете мануелен тестер, полесно. Ама ако не сакате да станете мануелен тестер и ако сакате да се занимавате со автоматско тестирање, не е полесно. Бидејќи тие објектно ориентирано програмирање е присутно и во софтвер девелопмент и во софтвер тестинг. Така да, тука одговорот е не е полесно софтвер тестинг од софтвер девелопмент, се додека не сакате да станете само мануелни тестери. Can I find a job immediately after finishing the academy? Значи,
после завршување на академијата, буквално ќе имате знаење, пошто јас лично ја правам програмата и не ја правам програмата од ај сега ќе отидам на интернет, ќе искуцам нешто, ќе побарам, ќе предадам колку да помине, туку гледам да направам програмата од мој личен аспект и од тоа што мене ми било потребно за на работа. Значи, од тоа како сум почнал како јуниор и сум стигнал до сениор, ќе пробам да ги опфатам сите тие работи што се онака круцијални за еден човек да најде работа. Но никој не може некому да стави знаење со инка во глава и за тоа мора да има труд и константност, вежбање и едноставно да бидете внесени во тоа што го учите. Бидејќи малци има погрешна перцепција за работите, дека ако некој нешто учи, мора да успее во тоа. Ако учи и е посветен, ќе успее 100%. Значи, ја лично ви гарантирам дека ако сте посветени и се трудите за било што, не само за софтвер тестинг, тоа ќе има позитивен исход на крај. Така да, академијава е тука направена за да ви даде насока, да ви даде материјал, да ви даде совети како тоа треба. А вие ако изберете да се запишете на академијава, ваше ќе биде само да ги прифаќате тие совети, да ги учите работите кои што ви ги представуваме и ако го правите тоа, ја ви гарантирам дека нема да има човек што нема да најде работа после тоа. Тоа мојава гаранција е буквално бидејќи сум во индустријава веќе некое време, знам како стојат работите и пример кај мене во компанија буквално имало луѓе што ги примале со не многу знаење, ама ги виделе дека имаат некаков потенцијал. Значи сакаат да научат, имаат некој жар у нив каде што викаат знаеш, ќе се трудам, ако не го знам ова, ќе го научам, ќе грабам, ќе сакам да напредувам и таквиот мајндсет според мене треба да го има секој што сака да влезе во IT индустрија, едноставно да не треба да се биде пасивен. Ако имате шанса да грабнете знаење, грабнете го во секој случај, пошто не знаете кога ќе ви притреба понатака. И башка професијава моментално е многу премногу и големи се шансите како софтвер тестер, особено automation, а ќе се поминува automation и фронтенд и бекенд и седни за академијава, така да ќе имате многу големи шанси и услови за вработување понатака. Зашто? Третото прашање, why choose software testing as a profession? Јас лично на ова би ви одговорил бидејќи е многу интересна. Зашто е многу интересна? Затоа што буквално ја каква визија имам на работите, вие сте бебе како тестер, вие сте бебе, некој ви дава играчка и буквално вие зимате, ја лупате, ја вртите, дур не ја расипете. Кога ќе ја расипете, идете дома и викате сакам нова играчка. Таа паралела ја правам буквално на сите кога ја објаснувам професијава и затоа е интересна пошто не сте ограничени. Пошто во даден момент професиите знаат да здосадат кога некој ќе ви даде ограничување, ќе ви каже прави ова и ова. Мислам, не дека нема ограничување во тестинг делов, но имате слобода да правите што сакате со апликацијата само за да ја скршите. Ако ја скршите апликацијата, вие технички сте завршиле работа кршејќи нешто, бидејќи таа апликација потоа ќе биде вратена во девелопмент процес, ќе биде поправена и ќе искочи на продукција како подобар продукт и крајните корисници ќе бидат среќни. И клиентот и вие сега. Четвртава точка е и software development paid more than software testing. Значи, до сега процесиве што ги објаснував се software development и software testing. Ние сме software тестери или ќе бидеме. И сега,
Software development општо као муабетиве по луѓево што се пуштаат, викаат као поплатени се девелопериве, поише пари зимаат и обично има одредена група на луѓе каде што е и логично, ја не ги кривам нив, одат по тие професии каде што има повеќе пари, поради X причини. Секој со своите мисли на крај на денот, тоа не е за судење. И сега многу луѓе до сега ми дошли ме прашале, дали зимате помалце пари од софтвер девелопери? Одговорот е не. За автоматски тестери зборува. Мануелните тестери се помалце платени секако, пошто на спектарот на знаење на мануелните тестери не е толку голем колку спектаров на знаење на автоматските тестери. И пошто автоматскиот тестер мора да знае да кодира. А моментално кодирањето е прилично платена професија, убаво платена и тоа. И како што кажав, самите автоматски тестери куцаат код, девелопираат скрипти и тоа е на некој начин софтвер девелопмент. И затоа одговорот на последново прашање е исто така не, ако си автоматски тестер, секако. И тоа беше последниот слайд, вака што ја планирав да објаснувам и да зборувам. Дали вие имате некое прашање да ми поставите? Значи, слободно прашувајте ме што било, нема глупи прашања. Значи, баш како тестери, треба да се навикнете, пошто ние тестерите обично не гледаат како тие подосадните во тимот, пошто цело време мелеме. Мора да бидеме сигурни дека нешто работи како што треба и цело време поставуваме прашања. Така да првиот чекор кон успешен тестер е да поставувате прашања. Опа, видов едно прашање, дали ни се потребни некои претходни знаења од некој програмски јазик за кодирање за автоматско тестирање и ако да, кој? Вака. Значи, не се потребни претходни знаења, секако ако ги имате ќе бидат одлично примени, но во програмава намерно вметнав дел каде што ќе бидеме малце ќе скршнеме од самото тестирање и ќе опфатиме аспекти на девелопмент за да научите и сватите како да се куца код, значи како да се декларира променлива, како да се структурира класа, како да се поврзат класи, како да се повикува функција од една класа во друга, пошто тие работи се буквално тоа објектно ориентирано програмирање што се користи. И сега за еден тестер да стане автоматски тестер треба да научи да кодира објектно ориентирано програмирање. Тоа објектно ориентирано програмирање ќе биде опфатено во курсот во академија. Дали ти одговорив на прашањето или имаш уште нешто? Океј, некое друго прашање? Значи, денеска ги поминавме некои си од тие бейзик работи за да ви станат јасно да имате одредена визија што е усвари софтверско тестирање. А од утре и задутре ќе има некои си така малце потехнички работи за повеќе да навлеземе во процесов и на мануелно и на автоматско тестирање, да имате визија што уствари се работи кога ќе се вработите, кога ќе ве стават на проекти, кога ќе ви зададат одреден таск што ќе треба да го завршите. Аха, вака. Значи, IT индустријата, не само IT индустријата, општо технологијата во светот, оди
константно напред, значи константно напред. И цело време искачаат нови технологии, искачаат нови принципи на кодирање, нов начин на кодирање. И едноставно убаво би било, значи сега ја не го зборам ова, денеска искача еден програмски јазик, за 3 месеци искача нов, туку пример еве конкретно за Java. Значи Java се користи многу години. И сега тој јазик се константно се унапредува. Значи искачаат одредени готови функции, се менуваат принципите, но доброто кај програмирањево е што порано кога искочиле програмскиве јазици, немало готови функции, немало готови функционалности. И пример луѓево кога кодирале, морале буквално све from scratch да куцаат, што се вика. Значи немале ништо готово. Сега, како што идат напред програмскиве јазици, толку добро некако се унапредуваат што се прават готови функции. И пример, не знам, еве ќе земам прост пример некој за калкулатор, собирање. Порано ако некој сакал да искуца калкулатор, собирање функција, он требал да отиде и да декларира пример две променливи, два броја, да стави знак плюс и да ја направи пресметката. Сега за тоа има веќе готови библиотеки, односно готови функции, што буквално стискаме точка, собирање и тоа е тоа. И програмскиве јазици одат на пат каде што не се усложнуваат, туку се упростуваат. И тоа е тој момент што како кодери треба да го пратите. Значи што уствари е ново, како се користи тоа ново, и се што е ново е на некој начин поедноставно од тоа што било порано, односно пооптимално и побрзо си ги завршува работите. Да. Вака, ова е одговор на дали тестирањето може да се работи од дома како дополнителна работа или работата е врзана со локација, најчесто каде што мораш да се појавиш со полно работно време. Јас работам 4 и кусур години и одев во канцеларија само пред короната, пошто нели пред да почне короната сите одеа во канцеларии, кога почна короната сите сватија уствари дека луѓево ако одат во канцеларија дека се трошат ресурси, кирија, вода, струја, опрема и такви работи, и не префрлија од дома. И сега нормално нема корона и ја од дома работам, така да сега гледате, има фирми што сакаат да се оди со физичко присуство. Има некои фирми што имаат прилагодено хибриден систем, пример од 5 дена, 2 одиш на работа, 3 дена седиш дома. Конкретно во мојава фирма имаме буквално избор. Имаме канцеларија, ако сакаш си одиш во канцеларија, ако не ќе одиш во канцеларија, седиш дома и тоа е тоа. Одговорот е дека може да се работи ремоут, пошто е IT. Вака, значи тестинг тул. Значи конкретно јас ќе ви предавам бекенд Java, а фронтенд ќе биде или JavaScript или Java. За тоа ќе се одлучам, сакам да направам уште малце некое. Имам идеја зашто да биде JavaScript, но сакам да истражам малце повеќе околу тоа. Обично пример за мануелно тестирање се користи тул Postman. И тој тул се користи за пуштање на реквести, за пополнување на дата. Вака, кои други тулови би се користеле? За автоматско тестирање би се користеле во главном, нели, програмскиве јазици, каде што ќе ви треба одредено IDE за да ги куцате. Нив ќе користиме база и тоа е тоа. Следно прашање, дали е доволно основно познавање на англиски јазик или треба дополнително усовршување?
Тоа за академијава или за општо за работа? Извини, Оливера, не видов дека Сања ми пишала за автоматско да одговорам не за на прашањето. Вака, значи за автоматско тестирање ќе се користат алатки како JUnit, TestNG, бидејќи тие се најчесто користени тестинг алатки. Имаат некои разлики меѓу себе, но пример сум бил на работа на проекти каде што сме користели TestNG и сме користели JUnit. Во глобала разликите се многу мали меѓу едните и другите, но со Java програмскиот јазик најчесто се користат TestNG и JUnit. Што се TestNG и JUnit уствари? Тоа се веќе готови библиотеки за testing purposes, кои што ние ги импортнуваме во нашиот проект и потоа ги користиме, пример, да асертнеме некои вредности, да споредиме на вредност што ја зимаме од response, да ја споредиме со вредноста во база и некои такви слични споредби. Иначе, Оливера, за работа, многу зависи на кој маркет работи фирмата. Бидејќи јас лично работам на продукт што е од Англија и тоа е цело време на англиски се зборува. Значи, они не бараат да бидете вие професионалци во англиски, но е потребно да има одреден степен на да можете да се разберете со клиентот, пошто нели се ако отидете на кол и не можете да се разберете со клиентот, нема да биде баш окей интеракција и може да настанат проблеми. Но имам пријатели што работат во фирми што се за македонски пазар и они тотално си ја цепаат на комуникацијава на македонски. Немаат никаква потреба од англиски јазик. Дали пропуштив некоја прашање? Ме интересира разлика меѓу само академија ко опција и чекај ми кидна секунда. Ме интересира разлика меѓу само академија ко опција и EU сертифицирана, дали со EU сертифицирана добиваме дополнителни ЕКТС? Искрено ја на тоа прашање не знам да ти дадам. Да, јас ќе му го дадам. Значи, EU сертифицираната добивате плюс, мислам дека би добиле 3 ЕКТС кредити. Тоа не се како се викаше 180 како на факултет, туку тоа се 3, кои што би ги добиле од сферата на неформалното образование. Долго се заинтересирани, да речеме, само за работа, само академија ќе ви ја заврши работата. EU сертифицирана повеќе е за луѓе кои што сакаат да добијат сертификат кој што може да го користат низ европските универзитети. И мислам дека ги поминав сите прашања, дали утнав нешто и дали имате нешто дополнително да ме прашате или нешто да не ви одговорив како што треба да ви одговорам пак. Каква конфигурација на компјутерот би ни била доволна за изучување на курсот? Па нема да ви треба некоја многу јака машина. Значи, буквално, не знам, пошто сум геймер, графичка картичка, нема да ви треба некоја многу јака. Процесор, некој си најобичен, RAM нека има. Пример, RAM може да биде проблем, ама со 4 гигабајти RAM може да се, пошто нема сега ние тука да девелопираме некој rocket science, туку ќе биде по онака, ќе има и beginner level и intermediate level, но нема да има потреба од нешто спектакуларно.
Дали сме онлайн со предавање или со присуство? Мислам дека сме онлайн. Да, предавањата се онлайн, меѓутоа може да се направат неколку средби, да речеме, кои што би биле во живо. Workshop да се направи во текот на академијата, може да се направат неколку такви. Доколку има некоја потреба, да речеме, нешто не е разјаснато, може да се направи нешто во живо. Ама генерално академијата би била онлайн. Да. Некако после коронава све отиде на онлайн и многу е по-оптимално, барем според мене. Дали пропуштив некое прашање? Опа, имам ново. Елмедина предавањата би биле отприлика од 6 до 8 или од 6 до 8 и пол, вторник и четврток, понеделник и среда. Тоа би било во договор со групата која што би била на академијата. И со предавачот нормално. Некое друго прашање? Не, колкава е групата на предавањата? Валјда тоа зависи во зависност од тоа колку ќе се луѓе ќе се запишат. 15 луѓе би биле најверојатно. Дали имаше некое прашање или да затвараме сесијава, па се гледаме. Опа. Вака, секунда. Прво, дали постојат некои стипендии за академијата или тоа беше само до јуни? Бојан? Во моментот имаме попуст кој што може да го најдат на нашата веб страна. Попустот може да го дозволиме за луѓето кои што присуствуваат на овој бесплатен курс до крајот на курсот. Со тоа што во моментот немаме други попусти освен тој. Океј, дали сметате дека со физичко присуство добиваме повеќе знаење и внимание? Јас како човек што преферирам да работам од дома, јас лично сум човек што реално работиме во индустрија каде што не е многу битно дали некој ќе биде присутен или нема да биде присутен на лице место, односно во канцеларија. И едноставно на било каков начин може да се покрие тоа неприсуство физичко. Бидејќи ако имате некаков проблем или сакате нешто, буквално може да се закаже сесија еден на еден, да се направи посебен состанок, да се разгледа што е проблемот, каде е проблемот, зашто дошло до тој проблем. И пример, повеќе знаење лично мислам дека нема да се добие ако има физичко присуство, а вниманието буквално ќе биде апсолутно исто дали ќе биде тука или не, пошто буквално ќе се трудам на секој да дадам максимално внимание што може да постои, бидејќи крајниот резултат е вие да бидете стрекни ако ја запишете академијата и вие да искочите со знаење, пошто ако не успееме тоа да ви го дозволиме, нема да биде успешна истата. Така да тоа е моето мислење на истото.
А доброто на академијата што онлайн е тоа што онлайн часовите нас не се снимаат, исто како е овој час денеска. А ако годиме со физичко присуство, тогаш не се снимаат часовите. Меѓутоа, Александар, јас ако сакаш можам да проверам со колегите што напишале, па наредниот час да ти кажам, меѓутоа мислам дека ќе биде со онлайн. Дали може софтвер тестер да се работи како дополнителна работа, колку сати во денот треба да се посвети за да имаме резултати да ни се исплати? Вака. Значи, пак ќе направам таа поделба на мануелен тестер и автоматски тестер. Значи, имав другарче што беше на машински факултет и не можеше да најде работа. И дојде и ми кажа, брат, сакам вака и вака, да ме научиш нешто за тестирање. И му реков, добро, значи секој пат мораме да почнеме ние со мануелно тестирање, пошто не може, мора прво ние да ги сватиме концептиве на тестирање, мора да ги сватиме за после да рипнеме и да учиме код. Сега, мануелново тестирање може да се совлада прилично брзо, каде што нема ништо сложено во тоа и крајниот продукт, односно кога некој ќе најде работа, тоа што го научил за да стане мануелен тестер не е многу обемен материјал, но повеќе треба да се работи на тој тестинг мајндсет, каде што вие ќе пазите, ќе внимавате, ќе детектирате проблеми, ќе гледате зашто се случуваат проблемите, па да не клизне нешто, па да се поправи, па да се отвори баг, да се направи некој таск. И како мануелен тестер, јас на него му објаснував, сега тоа беше можда пред една година, не знам точно колку време беше, но не беше нешто предолго. Значи може да се совлада за одреден период што не е години, значи може за неколку месеци комотно да се стане мануелен тестер. Но ако сакате да станете автоматски тестер, ќе треба да се академијата тоа го овозможува. Треба нивото да се стигне до автоматски тестер е многу поголемо него од ништо да се стане мануелен. Значи скокот што се прави од ништо до мануелен е неспоредливо помал од кој што е од мануелен кон автоматски. Сега вие можете да фриленсате, да се најде фриленс работа и да го работите тоа како сайд джоб. Има многу луѓе што го прават тоа. Но целиот муабет е ако да бидете фокусирани на професијата и да не гледате пример тоа да ви биде како главна работа. Пошто ако сакате да влезете во IT светот, бар според мене, единствениот начин да останете фокусирани и up to date со работите е цело време да ги пратите. Ако не ги пратите цело време трендовиве, што се случува, зашто се случува, како се случува, некако може да кидне возот и као не викам јас сега дека вие ако сте работеле како сайд джоб QA дека вие нема да имате никакво знаење, ќе имате, ама според мене како човек што смета дека треба да се пратат трендови и цело време тестерот да се унапредува и да чита и да учи, јас сметам дека софтвер тестинг и општо било која работа во IT светот би требало да биде како мејн работа, главна работа на човек. Чекај да го дочитам само прашањето да видам колку сати во денот треба да посветиме за да имаме резултати да ни се исплати. Сега тоа е буквално од човек до човек. Значи има луѓе што сваќаат побрзо, има луѓе што поспоро сваќаат. Јас лично дур бев на факултет, бев од тие што не сваќаа многу брзо и ми требаше многу повеќе време да се посветам на работите, за да дојдам до крајниот резултат што одредени луѓе за помалце време го правеа. Но бев многу упорен, се трудев, онака буквално гризев све пред себе и сакав да успеам, сакав да сватам и сватив на крај. И пример сега има луѓе што биле
во таа фаза на факултет, да кажем, ајде, подобри од мене, побрзо сваќале, но моментално јас сум многу понапред од нив, бидејќи сум бил многу поупорен. И затоа кажав, ако бидете упорни во професијава и ако ја научите како што треба, и ако сакате да ја научите, ќе ја научите. Така да, секој труд ќе ви се исплати не 100%, 150%. Живко, онлайн ќе бидат предавањата. Онлайн. Добро, дечки, тогаш ако нема веќе прашања, да ја затвориме сесијава и се гледаме утре тогаш. Утре пак од 18 часот, така? Да, од 6 од 6. Да, одлично. Океј. Не, Супер, дечки, дури да немате некој прашање во моментов, може да утре ќе ви текне, па утре ќе имате време да прашате. Да, слободно. Океј, тогаш ви благодарам уште еднаш на сите за присуството и се гледаме утре. Чао, чао. Чао, чао на сите, убава вечер.